Потребно е преструктурирање во текстилната индустрија за вешто се ублажи ударот од економската криза. Наместо лон производство, треба да се размислува во насока на создавање на собствени брендови. Според Организација на работодавачи, ова е еден од начините за да се зачуваат работните места. Мислам дека бројот на работници понатаму ќе паѓа, но од друга страна текстилните компании ќе мора да размислуваат за своји брендови, ќе мора да размислуваат за full package производство, кај што додатната вредност ќе биде повисока, со тоа и средствата што ќе добијат од надвор. Во државата сепак има текстилни, односно модни брендови кои ги освојуваат и регионалните пазари. Нивното искуство говори дека патот до брендирање е тежок, но возможен. За разлика од другите компании, не зависиме толку од странскиот купувач или нарачател. Имаме свое производство, своја колекција, извозно ориентирана компанија, која што своите капацитети во, да не речам, околу 80% ги покрива со своето производство. Нашето учество во крајната малопродажна цена на текстилно производ мора да порасне. Не може ние да го правиме производ да учествуваме со 2-3% од вкупната продажна цена. Не може да печелат само трговците. На крај крајшто такво нешто се случува и во Македонија сега, ако сеќавате со цените на храната. Значи не може само трговците да пеат, мора производителите да добијат повеќе. Дека создавањето на брендови е еднината на овој сектор го делат и останатите менаџери во оваа гранка. Сепак за преструктурирање на компанијата потребни се сериозни финансиски средства. На колку што, јас сум инволвиран по тие сајмови, посети и така натаму. Пред се, како што кажав, треба да имате знање и да имате многу пари. Треба реклама, ударна да биде и на крај треба да имате квалитет. Без квалитет, џабе вие се. Освен државна подршка за формирање на брендови, потребен е и квалификуван работен кадар, проблем со кој се почесто се среќаваат штипските конфекционери. Корона кризата силно го погоди овој сектор, па поради намалени порачки од странство и затворените пазари, околу 7.000 работници останаа без работа.